и оние кои што исто можеби сте спремни да направите некоја промена или да ми поставите прашање кое што ќе ви одговори некаква дилема и ќе ви инспирира на промена, може да го правите користејќи го хаштагот AskJosif, користејќи ги моите приватни профили, да ми пишувате и приватни пораки, или можете да ги искористите пројавите на телевизија Телма и да ја направиме таа комуникација. Боги и прашува колку путер треба да изедам за да претерам во еден ден. Па многу малку за да претераш, Љупчо. Она што искрено со путерот и со маргаринот и со маслото за јадење, дали е тоа маслиново или сончогледово, многу постојат дилеми и многу гласини. Еднаш путерот беше озогласен, па маргаринот беше добар, па беше маргаринот лош, па путерот бил подобар, па најдобро е со маслиново да се готви. И се уште е тоа некако конфузно, постојат и овакви и такви истражувања, но она што како релевантен фактор и извори кои што јас ги сметам, сметаат дека путерот во секој случај е подобар, да, но во одредени граници, затоа што ако математички гледаме, 30% некаде од нашите калориски потреби се за масти. Од нив тоа значи во превод за заситени масти ти би требало да внесеш некаде 7% од твојот вкупен калориски внес, или за да не пресметуваш. Во превод тоа значи дека повеќе од една супена лажица путер во текот на денот, ако ете готвиш со путер, е сосема доволно, и ако е повеќе ќе претераш. Затоа што предпоставуваме дека заситени масти ќе воведуваш и од други извори, затоа ако го зборуваме за путер, искрено моето мислење е дека е окей, особено доколку готвиш или запржуваш нешто, но веќе повеќе од една супена лажица ќе биде премногу.